На полноќ во страф и паника се евакуирани станарите од зградата што се наоѓа над маркетот Футура во центарот на Прилеп поради присуство на густ концентриран црн чад од пожар во кој што изгореле 10 електрични броила наблизот во објектот. Пожарот среќа не се проширил во становите. Граѓаните брзо и безбедно биле евакуирани. При происшествиот прелет од страната на нашата екипа, луѓе со изгореници, со повреди или затушувања не биле забележани. Била забележана само една општа паника, нормално во ноќни часови, при таков настан да се створи паника и малку страф кај луѓето, но за сега евидентирани лица повредени нема. Интервенцијата на противпожарната единица завршила речиси по 3 часа. Причините за пожарот ќе ги покаже истрагата за што е извршен увид од Крим полиција и дежурниот обвинител, но командирот на противпожарната единица Станко Колески тврди дека оваа драма немало да се случи доколку екипите на ЕВН пристигнале на време. Имаме закаснување од цели 45 минути. Значи тоа е огромна негативна работа во нашиот дел. Доколку екипите на ЕВН интервенираа навремено, немаше да има потреба од една толкава драма, немаше да има потреба од евакуација на населението. Од ЕВН пак тврдат дека процедурата за интервенција била целосно запазена. За 25 минути по пријавата дежурната екипа од местото каде што веќе интервенирала пристигнала до трафостаницата каде што овој стамбен објект се напојува со струја. Извршено било исклучување од електромрежата, а потоа и проверка на објектот дали се уште има напон. Од ЕВН потенцираат и дека за проблемот со ормарот каде што биле сместени електричните броила, станарите биле и пред тоа свесни. Стручни лица од ЕВН им сугерирале дека оваа внатрешна инсталација треба сами да ја санираат. Станарите денеска го раскажуваат преживеаниот стрес. Страшно беше. Како пиштоли да пука, бам, 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 бам. Јас се тресев така уплашена, брза помош имаше, арното и арно ми е. А па син ми и тој слегуваше по скалата. Пожарникари и почна да викам Бранко кај е, син ми кај е. Дел станари заминале денеска кај своји роднини, зашто 2-3 дена ќе бидат потребни додека се санира дефектот, а објектот биде повторно вклучен во електромрежата.